Во текот на 2025 година екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје подигнале и транспортирале вкупно 21.995 кубни метри отпад од стотици диви депонии лоцирани во сите скопски општини. Најголемо количество непрописно одложен отпад е од страната во скопските општини Центар и Чаир. Воедно во текот на минатата година, екопатролата на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје врачила 607 записници за лица и правни субјекти затекнати при непрописно одлагање отпад. Најголем број записници, вкупно 227, се изготвени во скопската општина Чаир. Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје објави дека нема ингеренции на терен да ги санкционира прекршителите на законот за јавна чистота. Од тие причини апелира што поскоро на сила да стапи закон за формирање комунална полиција, како најефикасен начин да се превенира загадувањето на животната средина и да се заштити јавното здравје. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски заедно со премиерот Христијан Мицковски присуствуваа на поставувањето на камен темелникот на новата спортска зала во општинското основно училиште Григор Прличев во населбата Железара. Испративме силна порака дека инвестициите во Газибаба продолжуваат со дела, а не со зборови. Поставивме камен темелник за нова спортска сала во општинското основно училиште Григор Прличев Железара, истакна Стевковски. Проектот е со вкупна вредност од 38.200.000 динари. Во првата фаза ќе се реализираат 20 милиони динари. Стевковски додаде дека извршиле увиди во реконструкцијата на улицата Петре Филиповски Гарката, Триангла, посочувајќи дека вредноста на овој проект изнесува 7.501.938 динари. Напомена дека на секаде низ Газибаба се реализираат проекти. Многу од нив наскоро ќе бидат пуштени во употреба. Изграден е целосно нов подпорен зид на улица 50 во Бутел, информираше првиот човек на општината. Поради одрони и пропаѓање на улицата, неопходно беше да се изврши санација на оштетениот дел и со изградба на овој подпорен зид да се спречи понатамошно оштетување на улицата, која предизвикуваше небезбедно движење на граѓаните, вели Костовски. Со овој подпорен зид се обезбедува дополнителна сигурност на објектите на граѓаните и заштита од можно лизгање на земјиштето, додава тој. Како што рече, овој проект е едно од најголемите барања на граѓаните од ова населено место кој се реализира. Најави дека наскоро ќе ја реконструираат и улицата која е оштетена поради лизгање на земјиштето. Со воведувањето на проектот Безбеден град, Скопје започнува суштинска реформа во управувањето со сообраќајот, најави градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски. Наместо застарените модели ќе се применуваат паметни и адаптивни технолошки решенија за подобра сообраќајна организација, истакна првиот човек на градот. Според Ѓорѓиевски, новиот систем ќе воведе така наречен паметен зелен бран кој во реално време ќе го регулира протокот на возила, ќе ги намали метежите и ќе овозможи побезбедно и поефикасно движење низ градот, особено во централното подрачје. Ѓорѓиевски додава дека Советот на град Скопје во наредниот период треба да донесе низа одлуки поврзани со сообраќајната организација, со цел целосна имплементација на системот Безбеден град и подобрување на секојдневниот сообраќај во Скопје. Две возила марка Ауди биле запалени изминатата ноќ во Скопје и двете биле опожарени на паркинг простори. Имено на 27 јануари во 2 часот во СВР Скопје е пријавено дека на паркинг простор на улицата Христо Татарче во Скопје било пожарено патничко возило Ауди со скопски регистарски ознаки, сопственост на лицето ГЧ 20 години од Скопје. Повредени лица нема, екипа од бригадата за противпожарна заштита Скопје го изгаснала пожарот. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 27 јануари во 3:30 часот во СВР Скопје пак е пријавено дека на паркинг простор на улицата Лазар Димитров во Скопје било пожарено и патничко возило Ауди А4 со скопски регистарски ознаки. Собственост на 61-годишната РЛГ од Скопје. И овде нема повредени лица, а екипа од бригадата за противпожарна заштита го изгаснала пожарот. Извршен е увид од увидна екипа од СВР Скопје и се работи на расчистување на случаите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.